Прилеп денеска го слави големиот празник и заштитник на градот Свети Никола. Чествувањата започнаа со божествена литургија во црквата Свето Благовештение, пошто церемонијата со која чиноначелствуваше владиката Петар продолжи пред параклисот посветен на светецот во центарот на градот, каде многобројни граѓани, како и секоја година и оваа, со молитви за здравје палеа свеќи. Прилепи денеска, 8ми пат поред успеа на едно место во центарот на градот да собере многу луѓе кои достојно го празнуваат Свети Никола, патронот на градот, чиј домајчин годинава беше семејството Самаковски и компанијата Микросам, додека домајчинлакот до година го презема Мермерскиот комбинат. Во знак на благодарност од името на локалната самоуправа, на чија иницијатива денешниот празник е прогласен за патрон на градот, градоначалникот Маријан Ристевски на домајчинот Самуил Самаковски му подари икона со светецот Свети Никола, а на новите домајчини од Мермерскиот комбинат статуа во чест на Свети Никола. Прилеп во записите првпат е споменат во 1014 година, така што в година кога градот слави 1000 години од постоењето и празнувањето на Свети Никола ќе биде во духот на милениумски Прилеп, изјави градоначалникот Ристевски на денешната свеченост во Прилеп. Чест и задоволство е денес по 7ми пат да се присуствува на славењето на големиот патрон и празник за градот Прилеп Свети Никола. Во оваа прилика сакам да му го честитам празникот и славата на сите прилепчани, посебно оние кои имаат и домашна слава и имен ден денес. Прилеп се чувствува возвишено и исто така да му го честитам кумството денешно на Микросам фирмата кои што се кумови на овој празник и идното кумство на АД Мермерен комбинат Прилеп. Да напоменам и тоа дека година Прилеп уште повеќе ќе се спрема за овој празник, бидејќи година 2014 година Прилеп слави 1 милениум од неговото постоење. Да бидеме што похумани, да им помогнеме на сиромасите и болните и на сите оние на кои помошта им е најпотребна, порача владиката Петар. Прекрасно е чувството пред се и денес по 7ми пат, како што беше веќе кажано, да го прославуваме Свети Николај во Прилеп. И особено задоволство е кога гледаме како да има дори надпревар меѓу оние кои сакаат да бидат домајчини или кумови, и тоа значајни, видни фирми, предпријатија, бизниси и така натаму, кои ни даваат надеж дека Прилеп сите го во Прилеп сите го чествуваат Свети Николај, а не само одредена категорија на луѓе. Во таа смисла и мојата порака беше во проповедта да бидеме што похумани, зашто и ова е хумано кога една фирма, еден бизнис, еден комбинат и така натаму ќе се заложи за сите прилепчани денеска да бидат нахранети и угостени. Па во таа смисла еве и уште еднаш пораката до нашите верници и до сите граѓани на Прилеп и пошироко да помогнат на сираците, на сиромасите, на вдовиците, на болните и на сите оние кои што имаат тоа потреба, бидејќи на тој начин го сведочиме Христа нашиот Спасител, и ако во Негово име тоа сето го правиме, сигурно дека малку даваме, многу ќе наследиме во Царството Небесно. Да бидеме кум ова година и да го продолжиме традицијата за славење на овој празник за градот Прилеп. И нормално им честитам на сите во Прилеп и во фирмата за празникот, за многу години да го славиме. Mermer Kombinat, as being and feeling a citizen of Prilep town, accepted this invitation because we believe that is a great honor. With deep faith, we got the icon of Saint Nicholas. We are very happy that this coincides with the 1000 years of the first proven. Во духот на традицијата сите прилепчани го слават празникот, порачуваат да се негува и да се пренесува традицијата и на младите генерации. Голем празник за нашиот град и треба да се слави секоја година и да се собираме сите. За многу години дај празникот, за година повесел да биде. Свети Никола ни е заштитник на градов, со кој многу се гордееме и многу ни е добро. Многу му е честитам славата на сите, скоро пола град се прави славата на сите, и мината вечер му честитаме. И сите еве сме излезени, баш сме среќни, убав ден. Еден од најдобрите и највеселите празници, поготово за град Прилеп. Сметаме дека оваа традиција ако продолжи и понатака, па и се случи 1000 години од
постоењето, мислам, од првото покажување на Прилеп, и се чини дека вака ретко се случило да во една година се случат двата празници. Прво здравје, да бидат сите здрави и весели, и што е најбитно градот да положи онака како што е во последните години, и најбитното да има работа за младите. Со богата постна трпеза, со песна и многу благослови Свети Никола да ги чува прилепчани и да го заштитува градот, Свети Николското славие продолжи во центарот на Прилеп, каде граѓаните беа почестени со постни сармички и гравче со чашка пијалок. Пред плоштадот Александрија се одржа и богата културна уметничка програма, на која настапија познатите Миле Кузмановски, Теди Рубин и млади играорци.